Мислам дека е време да почнеме. Ви благодарам на сите што дојдовте. Добар ден на денешната трибина. Како што видовте, насловот на кој ќе говориме денеска е заштитениот сведок помеѓу правната држава и прекршување на човековите права. На 10 декември, меѓународниот ден на правата на човекот, се надевам дека оваа тема ќе предизвика интерес. Тука се нашите гости со кои ќе дебатираме денеска на темата во првиот дел, а во вториот дел вие како присутни ќе можете да поставувате прашања, да коментирате. Мило ми е што гледам луѓе и од различни професии, од новинари, адвокати, луѓе кои се занимаваат со науката. Темата за заштитениот сведок, иако 7 години законот е во примена во Република Македонија, можеби е многу малку обработувана и ова ќе биде интересен дел денеска на кој ќе зборуваме. На самиот почеток да кажам дека одиме во живо на www живо.мк, во истиот момент може да не следат на интернет. Понатаму, по завршување на дебатата, целата снимка од оваа трибина ќе биде поставена, па и тие кои денеска не се, ако имаат интерес да ја погледнат, ќе може да ја видат. Денешниот настан го организираат Фондацијата Отворено општество заедно со Хелсиншкиот комитет за човекови права и Институтот за човекови права во Република Македонија. Наши гости се професорите од Правниот факултет Љубомир Фрчковски и Гордан Каледжиев, судијата на Уставниот суд на Босна и Херцеговина и поранешен судија во Страсбург Маргарита Цаца Николовска, адвокатот Филип Медарски како представник од луѓето кои непосредно се во судница и се соочуваат со оваа тема. Заштитен сведок, она што денеска ќе зборуваме, за сите оние кои работат на оваа тема, јасно е дека тоа е лице кое поседува информации кои се значајни за кривичната постапка, а чии живот, здравје, слобода и имот се изложени на опасност и кое се вклучува во програмата за заштита на сведоци, а во текот на постапката кога постои опасност од заплашување, закана со одмазда и така натаму, независно каков бил неговиот статус, јавниот обвинител може да побара промена на статусот, да го заштити, а понатаму да му обезбеди лична заштита, промена на живеелиштето, на идентитетот и тоа се одредбите кои ги предвидува законот, меѓутоа прашањата за кои ние денеска ќе дискутираме, колку тие се применуваат и колку реално можат да се применат во држава каква што е Македонија, каде што речиси сите се познаваме меѓусебно и дали овие одредби за промена на идентитетот, живеелиштето, работата и така натаму можат и колку се применливи кај нас. За да има еден сведок третман на заштитен, судот е неопходно да закажи одделен судски процес за да ги утврди фактите секако. Зошто овој сведок би требало да го добие статусот, секако да процени колку се тие реални и колку представуваат опасност за неговиот здравје и живот, а сето тоа треба да го наведе во решението со кое му се определува овој статус. Една од причините поради која реагираат адвокатите во постапките кои се водат во Република Македонија се токму тоа дека решенијата не ги содржат битните елементи, вклучително зошто и кој му се заканува, кој ја проценил опасноста, секако ниту по жалба нивните решенија не наидуваат на некоја поголема елаборација од страна на кривичните совети кои ги потврдуваат ваквите решенија. Спомнав дека овој закон за заштита на сведоци е донесен негде 2005-та, измените во и дополнувањата на процесниот закон во 2008 година се направени, каде што му се даваат поголеми овластувања на јавниот обвинител, кој секако со предлогот кога посочува дека одредено лице треба да биде заштитен сведок, треба точно да ги посочи работите кои ги споменав, а тоа е кој му се заканува, од каде доаѓаат опасностите, кој и како понатаму треба да раководи со ова лице, како ќе го заштити. Денешниот концепт на оваа трибина е во првиот час, откако ќе ги слушнеме нашите дискутанти, можете вие, ако сте дел од вас, од праксата кој имате примери или доколку дел од теоријата која што сте ја слушале, а имате потреба од објаснување, можете да ги прашувате нашите гости. За денешнава трибина покани беа испратени до пратениците во Собранието на Република Македонија кои ги водат комисиите од областа на човековите права, до председателката и судиите на Врховниот суд, посебно од кривичниот или казнениот оддел, каде што се одлучуваат овие предмети во последна инстанца, јавниот обвинител за гонење на дела од организиран криминал, директорот на тајната полиција, министерката за внатрешни работи и така натаму, представници на меѓународните организации во Република Македонија. Во извештаите кои Европската комисија ги изготвува или Соединетите американски држави, им се посветува посебно внимание и во последните извештаи за минатата година во делот на следење на комуникациите, каде што
се наведува дека потребен е независен надзорен механизам за органите на спроведување на законот за борба против неказнивост и за обезбедување демократски одговорни полициски служби, како предуслов дека тоа што тие ќе го сработат ќе влезе исто така во систем на независен судски систем кој понатаму ќе резултира со одлука каква и да е. Употребата на специјалните истражни техники се уште треба да се зголеми во пракса, како и системот на употреба на финансиските истраги ни сугерира Европската комисија во нејзиниот извештај, но дали во македонскиот правен систем се прави разлика помеѓу заштитениот и загрозен сведок или соработникот на правдата. Во последниве 3 години, речиси половина од предметите во кои постапува одделот за организиран криминал, меѓутоа и така наречената обична истрага во неколку убиства користат заштитени сведоци, а ако се направи анализа на нивниот статус и што тие биле во кривично-правниот настан, ќе видите дека станува збор за луѓе кои и тоа како имале некаква улога во тој кривичен настан и ретко може да се зборува за нивна заштита, најмногу би одговарала соработник на правда, доколку тие одлучиле да зборуваат, или да речеме во предметот кој треба да почне утре на судење, тоа е така наречениот случај Ровер, каде што зборуваме за убиство од пред 11 години. Сведокот кој сега се појавува во заштитна улога 11 години знаел наводно за нарачателите, а молчал. Прашањата кои овде би требало да ги начнеме се дали овој човек би требало да го добие ваквиот статус ако имаме потврда дека тоа што сега го говори го знаел и во 2001 година, или обвинителот требало да покрене обвинение и против него, а понатаму, доколку тој стане соработник на правдата, како што да вулгаризираме, можел да се пазари само за висината на казната. Јас само накратко неколку случаи ќе спомнам од судската пракса, каде што заштитениот или загрозен сведок бил многу елабориран во медиумите и тоа со право. Да спомнеме предметот Ореше кој се води пред судот во Велес, каде што е разрешен истражниот судија поради постоење на опасност дека го открил или ќе го открил идентитетот на загрозениот сведок. Ова е еден интересен предмет кој се уште не е завршен, има 2 одлуки укинате, значи се очекува 3-та пресуда. Го споменувам затоа што апелациониот суд сега дава напатствија да се направи полиграфско тестирање на заштитениот сведок, да се види дали тоа што го говори е вистина. Одовде се отвара и дилемата како сега тој заштитен сведок ќе го тестирате на полиграф и како луѓето од полиција и така натаму кои ќе бидат во контакт со него ќе ги заќутите да не го откријат неговиот идентитет и така натаму, ако интенцијата беше да се заштитат сведоците. Посебно што во овој случај станува збор за лице кое било претходно осудено во еден интересен карактеристичен случај. Од него постојат фотографии и снимки од текот на судењето, бидејќи грабежот за кој бил суден воопшто не бил затворен како постапка, и сега се поставува прашањето за кое медиумите мора да внимаваат. Дали евентуалното негово објавување како фотографија или снимка во било кој контекст за предметот кој претходно бил суден може да значи откривање на идентитетот на овој случај. Тој се води во Велес, неговиот псевдоним е Бреза, предметот се уште не е завршен и по 5-6 години, меѓутоа е интересен за елаборација. Случајот кампања беше многу експониран во медиумите, таму прашањата кои се поставуваа беа дали може да му се обезбеди заштитен статус на сведокот, кој го добил овој статус на 6-ти, кога е уапсен осомничениот, а знаеме претходно во 2-3 наврати нели се товари дека давал пари, дали тој не бил агент провокатор, едно од прашањата. Ровер го спомнав, тоа е утрешниот предмет, каде што имаме случај обвинителот претходно се обидуваше да се испазари со едно од лицата обвинети во постапката, но откако не успеа, премина на втор предмет. Во случајот Метастаза, заштитен сведок е обвинет од претходен предмет поврзан со фондот за ПИОМ, така наречениот столб. Метастаза се лекарите кој заврши неодамна. И прво обвинетиот вели дека до толку го познава сведокот, значи не морале да го заштитат, бидејќи тоа е единствениот, како што вели, кој во животот му се обратил со зборовите Сашенка. Одовде се отвара другата дилема, тоа е колку сведоците треба да бидат заштитени, ако сите во салата ги знаеме. Еден таков интересен предмет се патарините, каде што во така наречените Змиско 1, 2, 3, во последниот предмет имате заштитени сведоци кои биле обвинети во првиот предмет. Таква е и акцијата Бумеранг, тоа беа апсењата на полицајците на граничните премини во Република Македонија, каде што полицајци биле користени дури и за обезбедување на аудио и видео снимки,
Значи колегите ги снимале колегите и откако виделе кои се обвинети, нормално знаат кој недостасува и кој е заштитениот во случајот, па бевме сведоци на комични ситуации во судница да прават вицови и шеги на нивна сметка за да не го откријат идентитетот, ама доволно да доближат за кого станува збор. Монструм беше еден од предметите кои наскоро ќе влезе во судница, знаете за убиството кај Смилковското езеро. Во тој предмет имавме заштитен сведок од самиот почеток, кој се попишмани, па понатаму го загуби статусот и стана шесто обвинет. Јас бев еден од тие кои го објавија дел од неговиот исказ откако судот го обвини, што значи дека исказот кој го даде како заштитен сведок во претходна постапка не важи. Мене во тој период ми се закануваат дека ќе ме уапсат поради нарушување на тајноста на истрагата. Правното прашање дали е нарушена истрагата ако се објави дел од исказ или исказ кој веќе е конвертиран и кој не може да се користи во таква постапка, тоа што го говори како обвинет е веќе друга приказна. Во текот на изминативе денови повторно имаше реакции од судот околу тоа кога медиумите пишуваат дали е маж или жена и дали со било какви навестувања дури на половата или национална структура можеме да го одадеме идентитетот на заштитениот сведок. За разлика од кај нас, пример, каде што сепак во медиумите нема излезено идентитет кој е казнив и најмалку 3-4 години ни се заканува затвор, во Босна и Херцеговина има пример каде што тамошното обвинителство покренало постапка за уредниците на магазинот Бум кои објавиле текст, открили идентитетот на заштитениот сведок, жена која сведочела против обвинет за воени злосторства, со тоа што тие дури го објавиле и нејзиното име. Едно од прашањата за кои сакам и нашите денешни гости да продискутираат, тоа е улогата на судијата во утврдување на идентитетот. Законот му дава право на председателот на Советот да го утврди идентитетот на заштитениот сведок, но не и на членовите на Советот. Ако имаме трочлен или петочлен судски совет, независност од тежината на делото, која е поголемата доверба или поголемото право што му се дава само на председателот на Советот, ако знаеме дека вториот судија и тројцата поротници или двајцата поротници имаат исто право на глас на крајот на донесување на одлуката. Дали тие судии не се доведуваат во понеповолна положба и треба да одлучат за нешто без да знаат кој е тој на кого треба да му поклонат верба или не, кој се појавува во улога на заштитен сведок. Јас, коментирајќи дел од овие предмети, во еден текст објавив сведочење на судија кој рече дека дотолку и верува на полицијата што воопшто не го утврдил идентитетот, туку лицето го видел со маска на глава, така му бил донесен. Нормално го прашал како се вика, тоа соодветствувало со податоците од личната карта која биле пред судијата и не сакајќи понатаму да навлегува. Мислам, мене ми е жал што има и такви размислувања, меѓутоа постапката завршила, односно заштитениот сведок, дури ни судијата не го видел каков е. Спомнав само дека во второстепена постапка, па и во третостепена пред Врховниот суд многу малку се коментираат. Во делот на процесот кампања, адвокатите реагираат тоа што беше сослушан заштитениот сведок без присуство на јавноста, на затворена седница, бара одговор од апелациониот суд дали тоа е повреда на постапката. Судот во ниту една реченица во пресудата не се осврнува на овој податок, дури можел да констатира дека да, е повреда или не е повреда, но тоа не влијаело на одлучувањето или на поинакво одлучување, со тоа ќе создадел правна пракса. Меѓутоа тоа го нема и ние понатаму ќе се соочуваме од тоа кој судија како ја гледа постапката и дали може или не може да ја затвори седницата, само затоа што се сослушува заштитен сведок, а на сите ни е познато или барем оние кои тоа го работат во судница знаат дека тоа се прави на екран од различна просторија во судот или надвор од судот, неговиот идентитет е изменет со глас, со коцки на екран и така натаму. Врховниот суд со ова ќе завршам во овој дел, има две пресуди каде што директно не ги коментира улогата на заштитените сведоци и нивната постапка низ текот на првостепената судска постапка, меѓутоа во случајот бидејќи е правосилен ќе го спомнам на Станислава Полетан, адвокатите реагираат и велат дека доказите, односно изјавите на двајца сведоци кои биле сослушани во Црнагора се спротивни на нашиот закон за кривична постапка и овие не можат да се користат како доказ, меѓутоа Врховниот суд вели дека исказите на сведоците првостепениот суд ги прочитал на главен претрес, истите биле добиени по замолен пат од Црнагора. Адвокатите не приговарале на ваквиот начин на изведување. Постапката била преку пружање на меѓународна правна помош обезбедена од
соседната држава, така што ги смета за релевантни и тука не гледа повреда на постапката. Значи ова може би и пракса за адвокатите, доколку никој не приговара и не реагира во текот на првостепената постапка, како во овој случај Врховниот суд вели дека не можел. Има уште еден интересен предмет каде што Врховниот суд во еден предмет по однос на исказ на заштитен сведок со псевдоним Вардар, адвокатите тврдат дека е криминогена личност. Тоа што го кажувал не било така, а на обвинетите нормално не им е дадено правото и немаат можност да се соочат, па да ги спротивстават аргументите, судот да ја види неговата реакција и така натаму. Во овој случај Врховниот суд вели дека изјавата на заштитениот сведок не е единствениот доказ во текот на постапката, туку судот покрај другите го извел и овој доказ и донел правилна и законита одлука. Тоа се делови од пракса, меѓутоа да не должиме да почнеме со нашите гости. Бидејќи денес е денот за 10 декември, јас би го замолил професорот Фрчковски во поглед на човековите права. Професорот 48 година е донесена декларацијата, дали 64 години подоцна и натаму зборуваме за човекови права, слобода или да говориме во кои области се тие најмногу загрозени овде кај нас? Повелете. Благодарам, мене ми представува секое задоволство кога се качам на вака некое слободарско кајче, заличуваме се повеќе на кајчиња, што се возат низ Луна паркот на гореевизмот. И во овој случај со задоволство реагирав на поканата. Не мислам да зборувам за тие стандарди за кои ме повикавте. Јас сакам да ја повеќе отворам големата слика на македонскиот политички систем и зошто било која институција, значи не само институцијата заштитен сведок, туку било која стандардна институција добива, и така се вика моето експозе, дебилен двојник во македонскиот политички систем. Значи, насловот е дебилни двојници. Имено ние, всушност, знаете, го живееме нашиот кавкијански македонски процес. И полека стануваме и равнодушни на него. Исклучок се ваквите расправи, нормално. Сите ние знаеме, све повеќе сме уверени дека за сите нас постои некој заштитен сведок кој клечи во темниците и чека да биде повикан да сведочи. И она што сакам да ви го посочам е дека ние полека стануваме навикнати на таквата приказна. Што е сега втора травматична ситуација. Овие расправи кои ги водиме се повеќе ми личат, има една слика на Риепин, теглячи на брод. Ние така го влечеме тој брод на македонски стандарди, македонска демократија. Меѓутоа, кога видите сликите, знаете во каква состојба се тие лица. Сушност, прашањето за кое ќе се осврнам сега, како што и ми навестив, зошто ниту една институција не функционира согласно предвидените стандарди и пракса во западните демократии, а тие институции кај нас во голем број се превземени сега во законите кои се со знаменце европско. Имаме ние plenty of, многу од таквите институции, меѓу кои е заштитниот сведок. Одговорот лежи во тезата за дезинституционализација на нашиот политички систем. Кај нас институциите и институтите, како под помали структури на значења, немаат нормално функционирање, бидејќи се ставени на еден гумен јастик на партиската моќ. Институциите не носат предвидливост и процедура која за актерите, граѓаните дава сигурност во борба за своите права, туку се потполно зависни од волјата, од политичката волја на центрите на моќ, кои во овој случај се сведени не само на голема олигархија, туку на многу мали олигархии во владечката партија. Некои ги викаат фамилии, некои ги викаат врхушки, не е важно. Значи, ви имате закон за илустрација и стандарди, имате дебилен двојник во македонската пракса. Имате комисија за борба против дискриминацијата и имате дебилен двојник во македонската пракса. Имате принцип дека обвинителството треба да биде основен
двигател на истрагата, а не МВР, и имате повторно дебилен двојник или одлагање во некое што го формира тој дебилен двојник независно во македонската пракса. Имате антикорупцијска комисија и имате дебилен двојник во македонската пракса. Значи тоа не се проблеми при старт на комисиите. Тоа се целосно извитоперени тела кои не функционираат или функционираат обратно во спроведување на моќта на партиската врхушка. И сега во таков контекст ве молам, дебатата која ќе ја водиме има известна иронија во себе, да задржиме барем, да се почитуваме сами себе, да знаеме дека има известна иронија во дебатата што ќе ја водиме, бидејќи таа лежи на оваа смешка која се нарекува правна држава во Македонија и незино функционирање. Да се вратам на дезинституционализацијата. Тој процес се одвива преку така наречени не се одвива преку намалување на институциите, туку напротив се зголемуваат институциите и нормативната мрежа која ги формира. Таа станува скоро едно мноштво магливо кое не се согледува. Истовремено тоа нормативно мноштво е контраверзно, значи нема закон кој не се судира со одредбите на друг закон. И во секој момент мрежата на моќта може да ве фати како прекршител. Не е никаков проблем. И во таа смисла клечечкиот заштитен сведок за секој од нас е функционал атрибут на завршницата на тој процес. Значи имате партија која ги, како велам гумен јастук на песталоци, школоно, ги држи институциите и тие се клатат на истата. Нема предвидливост. Кај неа е центарот, ако сакате да го решите проблемот, не во процедурата на институциите. Не во ова што вие го наведувавте проблемите околу правната позиција на заштитните сведоци, него на друга врата тоа треба. И се, во таква ситуација мораме барем да заклучиме, да не си ја подценуваме интелигенцијата, кога расправаме за овие детали, да ја задржиме таа мала иронија. Можеме потоа нормално посветено да расправаме повторно за нив, но барем тоа во почетокот као методолошка дистанца да го знаеме. Сега, Равенката која денеска е во Македонија е партија која се обидува да се претвори во движење, што значи целосно да ја анулира опозицијата. Незината волја е креативен фактор во државата, не правните институции и постапки. Методот на владење страв, насилство, центарот, заклучокот е моќ и контрола која таа ги овозможува перманентно. Се тоа се врти. Тоа се одвива преку раздробување на солидарноста во граѓанскиот сектор, преку контрола на медиите нормално. Тука сме само остатоци, велам кајчиња повторно, кои пловат се уште во мрежата на власта и институциите кои се нерелевантни. Целата таа кафилерија на институции кои се нерелевантни. До каде доаѓаме сега? Кој е чарето од тој процес? Од една страна, тој процес се одржува со внатрешна контрола нормално на партијата, но и со еден контекст на надворешен страв кој е воспоставен преку два столба, две закани. Едната е грчкото противење на нашиот, односно желбата да не откорнат од идентитетот, да речеме, во интерпретација на власта, и втора е нормално албанците како внатрешен перманентен непријател и башка ние тука што сме као бастерс, мали непријатели околу нив. Тие две точки на страв го држуваат системот и неговата динамика барем во овој период. И сега, гледате, ние сме сите концентрирани на расправата во декември. Што ќе се случи ако не добиеме? Да тргнеме од негативниот дел. Ќе бидеме обвинети ние, Грција, Македонија е повторно и македонскиот народ под притисокот на мрачните сили на трите волка околу нас, бугари, грци, не знам кој е третиот, албанци. И целата таа динамика авторитарна ќе биде, ние очекуваме нормален човек да поднесе оставка после ваков неуспех. Не, тоа нема се случи. Ќе случи нов напад на предавниците внатре и тренинг на таа кондиција. Тоа можете да го очекувате. И сега во тој контекст, во овој случај, не само во овој случај, но во овој случај има еден преседан кој се прави. Имено со сите проблеми имаме преседан кој ќе помине на тоа што заштитниот сведок во овој случај, малку го знам процесот, но нема во него да навлегувам, начул. Значи ќе имаме пресуда на начуеност
од заштитениот сведок за обвинение за убиство. Тој преседан ако помине, тоа ќе биде само врвот на бестијалноста на немањето правна држава. Значи, независно што мислиме за конкретните личности, лево, десно, какви сме имали искуства со нив, овој преседан ако помине, ние фактички на најострата линија осудата на убиство и затварањето, депривацијата практично за цел живот ќе биде заснована на начуеност. Тој скандал, ништо друго во процесот нема. Ниеден друг доказ паралелен нема. Само тоа што начул заштитениот сведок, независно каков е сега тој. Тој скандал е сега дополнителен само мал зачин на приказната во конкретниот случај, но таа приказна е потопена во еден поширок контекст. Контекст кој сите институции ги прави зависни од политичката, волунтаристичка волја на олигархијата која ние денеска имаме. И тоа е големиот проблем што го имаме. А потоа се другите процедури. Ја благодарам толку на почеток. Да видиме како ќе помине овој случај за кој го спомнавте на крајот, тоа е утрешното судење за кој реков дека почнува, да видиме кој и како начул. Судијата Маргарита Цаца Николовска од делот на Конвенцијата и праксата на судот на Европскиот суд, дали и во каква улога поминуваа заштитените сведоци во земјите кои малку пред нас го воведоа ова дело? Благодарам. Дозволете ми прво да на некој начин го честитам Денот на човековите права на сите нас и покрај тоа што јас мислам дека повеќето од вас присутни, а вклучувајќи на и нас, ќе се сложиме дека човековите права во Македонија не да животарат, него мислам дека се веќе доведени на едно ниво да е прашање на нивна почетна екзистенција или никулци на човекови права. Имав можност овие неколку дена да бидам присутна на некои средби каде што се зборува за непостоење на човекови права во одредени земји, не станува збор за Европа, и во тие размисли или во тие примери што ги презентираа луѓето, морам да признаам дека многу често се наоѓа во една состојба да правам компарација со состојбата во нашата држава и за жал да утврдувам дека состојбите се одат полошо и полошо. Па така и со овој институт заштитен или загрозен сведок, мислам дека во секој контекст, имајќи во предвид ова што досега беше кажано, многу повеќе можеме да зборуваме за загрозен сведок отколку за заштитен сведок, почнувајќи од потребата и на крај завршувајќи од промената на карактерот на тој заштитен, загрозен сведок понатаму или во обичен сведок или во обвинета личност. Точно е дека закон постои и ако се земе Европската конвенција за човекови права, барем во оној процедурален дел, можеме да кажеме дека постапката е регулирана со закон и дека на некој начин државата ја исполнува својата обврска да не барем прима фација предизвика една состојба на произволност или арбитрерност во своето одлучување. Меѓутоа, и покрај тоа што предпоставувам дека професорот Калајџиев ќе зборува за националниот закон и за одредбите од тој закон, сепак мислам дека во дадената ситуација е многу голем проблемот и секогаш како таков и бил третиран пред Европскиот суд за човекови права од аспект на она што се случува фактички во праксата. Европскиот суд знае да каже дека теоретското представување или теоретското прикажување на постоење на одредени институти без тоа да произведе еден ефикасен систем во областа која што е зафатена, не може да се третира како ефикасен правен лек или воопшто механизам, туку дека треба да се ценат исклучиво она што е производ од тој институт. Сега, кој ќе дојдеме на
она што значи производ во смисла на она што е суштината на Европската конвенција за човекови права, која што во многу предмети ја користи Конвенцијата за заштита на правата на сведоците, на живот, слобода, безбедност и приватност, се суочуваме со одредените, да кажам, механизми или критериуми кои што го одредуваат карактерот на тој сведок. Неспорно е дека такви сведоци постојат, меѓутоа, она што е особено важно, а мислам дека е многу присутно кај нас, е дека постапувањето пред полицијата и постапувањето во самото обвинителство, па дури и во истрагата на некој начин, го доведува во прашање стандардот на членот 6, ставот 3.г, кој што вели дека обвинетиот има право да предлага и да сослушува сведоци. Во овој дел кај сослушувањето на сведоци, мислам дека има доста предмети кои што ја регулираат таа материја. Времето ми е кратко, нема да навлегувам во елаборирање на тие предмети, меѓутоа она што треба да се каже е дека не може само исказот на тој сведок да биде основ за едно обвинение и понатаму за една пресуда. Значи, покрај тој потребно е да постојат и некои други докази, меѓутоа не да бидат тие докази формално презентирани, туку тие докази да бидат суштински подкрепувачи на она што значи обвинение. Во предметот Костовски тоа е така највеќе елаборирано и понатаму во одредени други предмети, иначе Костовски не е македонски предмет, него е холандски предмет. Во овие другите предмети е елаборирана ситуацијата дали тој сведок на некој начин може да придонесе до расчистување на фактичката состојба, а при тоа да не биде загрозен неговиот живот, да не биде загрозена неговата приватност во смисла на сигурност, безбедност како негова, така и на фамилијата. Она што Европскиот суд за човекови права постојано го елаборира во делот на заштитените сведоци е разграничување на она што е заштитен сведок, зошто било потребно таа институција или тој механизам или тој инструмент во дадената ситуација да се примени и разликата од она што е агент провокатор или на некој начин соучесник кој што дополнително понатаму влегува во улога на заштитен сведок. Мислам дека следејќи ги законските решенија, па ако сакате и одреден дел од праксата македонска, без да навлегувам во поедини предмети, зашто дел од нив не се правосилно завршени, па не би сакала да ги коментирам. Предпоставувам дека највисокиот суд ќе има доблес ова прашање да го расчисти многу потемелно и да укаже на пониските судови што значи заштитен сведок, загрозен сведок, агент провокатор и така натаму. Мислам дека, да се вратам на мислата, мислам дека во Македонија има тука многу големи проблеми. Јас само ќе напомнам неколку прашања за кои што сметам дека би требало да се дебатира. Прво, потребата од една таква личност да биде категоризиран во заштитен загрозен сведок, а понатаму да истата таа личност од некои причини го менува карактерот на заштитен сведок и преминува или во обичен сведок или во обвинета личност. Тука мора да се направи една голема дистинкција и мора да има одредени, да кажам, укажувања, кои што според мене, иако законот се обидел не до крај, што дава можност на несоодветна примена да ги расчистува овие прашања. Понатаму, прашањето на заштита на овој сведок, било од кој аспект, во една мала држава, како што е Македонија,
имајќи во предвид дури и територијалноста уште помала во делот каде што може да се живее нормално, дали може овој институт да функционира? Да не зборувам за она што значи постапување и професионалност во полиција, професионалност во обвинителство и професионалност во судство. Саша спомна неколку предмети и спомна разрешување дури на еден судија, меѓутоа ние имаме ситуација каде што повторно се зборува за заштитен сведок во одреден предмет, а цела Македонија знае фактички за која личност станува збор. И сега, која е потребата од воведување на еден ваков механизам, еден ваков инструмент, кога во клучни предмети Македонија се покажа дека не е во состојба на вистина да пружи заштита на еден таков загрозен сведок. Она што професорот ги спомна јастуците од Песталоци, па јас заспомнам дека Врховниот суд кога се градеше, такви јастуци многу се правеа и тогашниот министер за правда Михајло Маневски, кој што во тоа време беше во еднопартиски систем, дополнително после во повеќе партискиот систем, повторно министер, со голема почит кон судството, укажуваше дека се потребни такви јастуци. Ако ги пренесеме тие јастуци во една друга конотација на зборување, мислам дека правниот систем или судскиот систем во кој што влегува и адвокатурата, и обвинителството, и полицијата, ако сакате, и обвинителството, и самото судство, не се јак фундамент за да докажат дека овие заштитени сведоци или загрозени сведоци ќе можат да ја извршат онаа функција за која што во европските демократски земји таа е воведена. Јас само би напомнала и искуствата од некои други земји како тоа го третираат. И во овој момент најодговорно тврдам дека таквите искуства на територија, на подрачјето на Македонија нема да можат да се спроведат. Бројноста на полициските службеници, бројноста на зависниците на политичката власт или на политичката гарнитура која што во моментот е на власт, она што се случува во судовите, она што се случува во делот на избори, разрешувања, како на судии, така и во делот на составот на судскиот совет, мислам дека се повеќе и повеќе укажува на тоа дека оваа институција многу тешко ќе заживее во Македонија. Јас тука би застанала, само би кажала уште дека оваа материја, согласно конвенцијата, може да биде покриена и со членот 2, правото на живот, и со членот 3, забраната на тортура, нечовечко, понижувачко, деградирачко однесување, и со членот 5, кој што зборува за слобода на движење и безбедност, и со членот 6, кој што највеќе процедурално би го третирал ова прашање, и ако сакате малце понатаму со членот 8, правото на приватност, фамилиарен живот, а и во еден поширок контекст, во врска со интервенцијата во правата на слободата на здружување, па и ако сакате во правата на слободата на изразување, на мисла, сето ова е нешто кое што укажува дека е ова многу сериозно прашање и дека таква сериозност е потребна да биде присутна на сите нивоа каде што имаат намера да ја применат оваа институција. Тука би застанала, понатаму сум спремна. Ви благодарам, судија Маргарита Цаца Николовска. Во вториот дел рековме ќе имаме можност за прашања. Пред вас е една брошура која можевте да ја видите во издание на
Институтот Отворено општество на професорот Гордан Каледжиев, кој говори за ерозија на правната држава, за политичките методи, за судските процеси, притворите и така натаму. Професоре, вие бевте вклучен уште од изработка донесување на овој закон. Се исполнели целите наведени во основниот закон и сите дополнувања наваму и она што го гледаме низ судските предмети сега како пракса, повелете? Благодарам за зборот. Доста чувме денеска и моите излагање ќе биде практично надоврзување на ова што го чувме и од професорот Фрчковски и од судиката Цаца Николовска. Данило Фрчковски. Жена ми вика само ти си со едно презиме како селјак. Ќе го земам и нејзиното неформално Гордан Данов Каледжиев. Сега зашто да го земам презимето и на жена ми, ама си размислив дека можеби нема да и се свија на мајка ми. Брошурата навистина благодарам на Сорос излегла убаво. Фондацијата Отворено општество Македонија. Практично говори, напишано пред скоро една година, говори за состојбите кои што се актуелни и само изострени денес. А тоа е злоупотреби, лимитација или некој посебен проблематичен контекст во кој што ние ги применуваме некои институти кои што се инаку добронамерно внесени во светот, во смисла на алатка која што во некои ситуации како еден вид нужно зло е преземена заради општо добро, заради ефикасна борба со тешки форми на криминал, тероризам и слично, а заради заштита на невини луѓе, кога таков баланс ќе се покаже, одмерување на некои спротивставени интереси кои што на овој или оној начин ние традиционално или редовно ги имаме во казнено-правниот систем. Оно на што укажува и судот во Страсбур е можеби размислување посериозно за човековите права во смисла на тоа дека тој баланс не е само со две ваги, како што државата често сака да го постави. Именно, обично, кога се вага ефикасноста на државата во борба со криминал и алатките што сака да ги примени заради ефикасно справување со криминалците и другите што не се допаѓаат, се повикува на заштита на општествените интереси, особено на невини жртви, сведоци или други, па дури честни полициски службеници кои што патем речено може навистина да вршат опасни и некојаш и неблагодарни задачи за релативно мала плата. Тој баланс не е обична вага, тука е практично еден триаголник, не е баш љубовен триаголник, но интересите на жртвата не мора секогаш само да дотурат на интересот на државата, бидејќи државата треба да го има како сопствени интересот на честни и фер судења кои што тогаш ако се правични ја ги легитимираат не само исходот, туку и државата и институциите на системот, нешто за што зборуваше професорот Фрчковски, а и јас сакам исто така натаму да се надоврзам, затоа што доколку државата има приоритети, не може да најде начин да го заштити интересот, физичкиот интегритет или други опасности по жртвата на нејзиното семејство или слично, ќе оди на штета на интересот за казнување, можеби не секогаш на штета. Значи не е резервно корпа за отпад некој што треба да трпи обвинетиот, иако за него често пати нема големи симпатии, особено ако придонесе публицитетот во јавноста во конкретен случај. Оно што сакам да се задржам, бидејќи во оваа прилика ние можеби немаме доволно публика од тој тип за правни финеси, повеќе можеби ќе се задржам на овој општествениот контекст што го почна Фрчковски, зашто ние ги злоупотребуваме или како се извртуваат овие институти во некаква имитација или во некаква пародија. Веројатно има неколку причини за тоа.
во студијата споменувам една паралела за тоа дека не сме сами. За жал, вакви ситуации има и во други општества, како Русија или други земји, како што ги нарекуваме во традиција или со слаби демократски традиции, ниска правна и политичка култура, кој што за жал овие новини од западните демократии ги примаат со повеќе штета отколку самите западни демократии, кога тоа го планирале, го допуштале како своевиден ризик за фер судење или за интегритетот на судството и на правниот систем во целина, затоа што едноставно системите како македонскиот, рускиот и други слични на нив се со неизградена правна традиција, со слаби институции, како што кажа и професорот Фршковски. Пред се мислам тука на непостоење на независно и непристрасно судство, обвинителство, па ако сакате и полиција, кои што би биле, доколку се професионални и непартизирани, би биле со соодветните процедури, би биле гаранција за ефикасноста на системот без да трпи правишноста, бидејќи на начин на кој што генерално или првично се одмерени овие ризици, кои што свесно се допуштени во модерните демократии, тука не мислам само на загрозениот сведок, мислам и примената на посебните истражни мерки и некои слични методи, кои што за жал овие, наречеме, европските институции не го забележуваат како сериозен проблем на домашното општество и в 2 години поред, например, добиваме една сериозна забелешка која што нашата извршна власт и полицијата го дочекува со голема радост, а тоа е констатација дека ние наводно малку применуваме посебни истражни мерки, треба повеќе да ги применуваме, ние така сме многу демократични, не сакаме, ама ајде не тераат европјаните да бидеме поефикасни, да гониме натаму, иако статистиките покажуваат дека гонењето на корупцијата по првите години после промена на власта ентузијазмот нагло спласнува и од време на време ќе најдат некој жртвено јагне на кој што ќе тестираат правна држава. Значи, идеите се у суштина многу прости, тие се базични за секој студент по право, а фала Богу му се прифатливи на секој обичен граѓанин без да биде експерт или студент по право. А тоа е начално секој фер судење базично поаѓа од некоја здрава логика, што знаеме уште како деца дека доказите или некои тврдења кои што се неповолни треба да се тестираат, бидејќи тие може да се погрешни, можеби се злонамерни, тоа го знаеме од најобично оговарање, кај што една стеза дури понекогаш лекомислено ќе ја купите иако сте возрасен, тогаш кога нема да биде присутна некоја трета страна, па ќе чуете понатаму дека можеби било поинаку, а лагите, како што знаеме и од деца, најдобро се тестираат од оние што се заинтересирани. И судењето има едноставна филозофија од реалниот живот, тоа е да ги тестираме доказите во една ситуација каде што тие се компарираат со други докази, а може да се тестираат од оние што се заинтересирани да покажат дека тоа не било така, дека некој е злонамерен и слично. И тоа е едноставна логика заради која што ние инсистираме во едно фер судење да биде засновано врз тестирање на сведоци и вештаци кои што се против обвинетиот, во смисла на тоа дека треба да имат секој што е обвинетен на адекватна, како што вика судот во Страсбург, адекватна и доволна прилика да се брани. Улогата на судот тука се разбира критична. Ајде, полицијата сака, некогаш нема доволно докази, има притисок понекогаш од јавноста, но судот има клучна улога, па би рекол и обвинителството во тоа да биде гарант дека прво се што применува државата било навистина со она што викаат американци good faith effort, значи секоја примена на ваков метод, вклучително и заштитен сведок, да е навистина неопходен. Значи она што го каже судиката Цаца, дали прво судијата треба да е главна гаранција кој што ќе оцени дали сведокот е навистина загрозен и дека таа загрозеност е сериозна. Тоа е многу важно почетно прашање кој што би ја стеснило примената на овие мерки. И второто дополнително прашање е гарантната улога на судот да обезбеди алатките што ги допуштаме како исклучок од она што е нормално судење бидат така применати со најмала можна штетна или колатерална врз правата на обвинетиот или на одбраната генерално, да тој сепак има каква таква доволна прилика. И тука случајот Костовски беше првиот што
голема разбрани европската правна традиција во смисла на тоа дека анонимни сведоци без нивно тестирање со писмени прашања се апсолутно неприфатливи, и тука за прв пат Европскиот суд многу јасно кажа дека можеби може такви сведоци да се користат во некоја почетна фаза како информанти и слично, но она што е важноста на фер судењето во едно демократско општество е таква што не може да се жртвува и да се допуштаат сериозни ограничувања на правата на одбраната. Тука имаме доста практика на судот, кој што иако можеби не е секојаш идеален, дава доволно упатства и за македонската судска практика. Тие се во суштина прилично едноставни. Меѓу другото е важно што судот различно гледа на обичен граѓанин кој што можеби е ранлив сведок, навистина загрозен или неговото семејство, од она што го имаме како обврска професионална на полицијата. Има повеќе случаи во кои што судот вели дека полицијата и полициски службеници, дури тогаш кога работеле undercover со сериозни опасности, кога предметот ќе дојде на суд, нема зошто да уживаат толку голема заштита како што нашиот закон за жал по дефиниција многу често се уште им укажува. Бидејќи тие имаат некој професионален ризик, во крајна линија, фала Богу, таков ризик, некој опасен има и судијата, па и адвокатот, што можеби нема да го одбрани така како што овој замислил, и други учесници во постапката. Тука нема зошто да прифатиме толкав ризик по одбраната, тотално да ја игнорираме можноста тие на чесен начин да се бранат, бидејќи она што е битно кај секој сведочење, особено е критично кај анонимниот сведок, во смисла на тоа дека базичното она што ни е важно и што го учиме студентите по право, дека мора да се знае од каде му е познато, дали каков е односот меѓу сведокот и обвинетиот или другите учесници, а особено дали е тој можеби самиот учесник и дали тука има некаков од една или друга причина судирни интереси кај сведокот или негова мотивација тој да излаже, можеби да превали дел од сопствената одговорност и така натака. И од тука повеќе пати сум укажувал на тоа дека е многу дополнително важно или интересно да видиме дали тој самиот е учесник во криминален настан, дали можеби со тоа ќе го третираме како соработник на правда, ако е тоа особено оправдано, бидејќи во македонскиот систем и соработници на правда ги купивме многу лесно со сите најголеми привилегии за нив, дека тие автоматски не одговараат. Тоа е само исклучително во нормални системи. Тие може да имаат некаква привилегија, но не е по дефиниција дека тие веќе не одговараат за настанот во кој што самите учествувале. И конечно, најсложеното прашање е дали тие во дадената ситуација, независно дали се полициски професионални службеници, дали се информанти кои што ги ангажирала полицијата или се криминалци кои што учествувале во настанот, а ние ги нарекуваме можеби малку претерано соработници на правда, тоа некако многу фино звучи на крај крајава, од еден криминалец на крај ќе искочи соработник на правдата, па уште малку ќе добие некоја награда обштествена, нели? Има навистина голема опасност овие институции да се претворат во своевидна провокација во смисла на ептен наместени политички процеси кои што се секогаш некаква реалност. Тоа истите гаранции во казненото право се секогаш од две главни групи на причини. Едните се можните грешки и човечки, и другото е секогаш постојната можност. Еден систем доколку нема доволно гаранција се злоупотреби против политичките противници, и тоа е секогаш една реалност од која што поаѓа целиот концепт на заштита на човековите права. Кај нас, иако јас немам во пишаниот материјал го спомнувам првиот оној случај на Љубе, ако воопште не мој прв, фала Богу. Прв му беше Раштански, овој во Кожари кој што го судија како еклатантен пример, бидејќи имав сумнал можност да видам и дел од записниците и дека прилика дека тој навистина имало сериозни фалинки во начинот на испрашување, бидејќи гаранциите што се применети се ги надминуваат реалните потреби и во целиот контекст на случајот не даваат доволно гаранции за веродостојност на исходот и оставаат еден впечаток
на кој што ја им укажувам постојано на светите обвинителите дека дури и некои судења да се на почетно или во дел оправдани да се применуваат вакви мерки, останува кај јавноста еден впечаток на горчина ако тоа и не се гледа. Викаат англичаните, justice must not only be done, but also seen to be done. Значи, едно е да ви имате навистина правда, дури да е навистина некој виновен да го судиме, но важно е да се остане впечаток дека тоа било на фер начин со сите гаранции, бидејќи во крајна линија не е исто дали ние и какви методи применуваме, бидејќи тие го легитимираат и системот и институциите во системот и во тоа не разликуваат од криминалците. Некојаш викаат, па они не применуваат легални методи зашто ние би применувале, се разбира. Тогаш не би имало граница меѓу правната држава и своеволието. Сакам да кажам, не ми е многу драго, па видов и тука се дискутира кога малку однапред дисквалификуваме, предпоставуваме злоупотреби во идни случаи. Мислам дека треба е добро да се почека и тука не мислам дека ние и како експерти, па макар и да сме од овие само наречени или така наречени експерти, бидејќи такви сме овие што не сме на линија на извршната власт, оквалификувани, не треба и самите да принесуваме да влијаеме на било кој начин во смисла на прejudicирање на некои судења однапред, но треба да оставиме на судството во крајна линија, бидејќи судството е единствен механизам кој што може да не излече доколку го поставиме во ситуација да игра вистински, да свати својата улога во системот на контролор на власта. Јас мислам дека оваа реформата што ја правиме сега меѓу другото и за тоа значајна, бидејќи и тоа го има видно кај голем број суди обвинители, на еден нов начин ги делува како некаков брейнсторминг, да се приспитаат некои идеи и се надевам дека ќе придонесе со повлекувањето на судот во неговата заштитна функција, не истражна инквизиторска, да се релаксира од тоа себе си да се гледа како досега во некој што му е задача да ги осуди криминалци, да се бори со криминалот, бидејќи таа функција треба да ја остави судот за обвинителството и полицијата, да земе како сопствена единствено улогата на заштитник на законитоста и човековите права. Сакам само да кажам дека овие случаи кога се актуелни, они се навистина добри, кои свртуваат вниманието на јавноста. Понекогаш јавноста исто така е прилично лесно заводлива, но за нас како правници се исто така интригантни да најдеме некои нови дупки во законите. Конкретно последниот случај, ствари не е последен, еден од последните. Монструм покажува дека заштитениот сведок покажува кај нас во правниот систем и една правна празнина во времето каде што тој се трансформира од сведок во заштитен сведок, бидејќи тоа е еден убав начин да се пролонгира периодот на негово задржување во полиција, она што се нарекува инкомуникадо задржување или инкомуникадо детенција, во кој што тој прифаќа еден режим или како соработник или како заштитен сведок без да има доволно гаранции, односно нашиот систем не му ги пружа во нормативниот правен поредок, бидејќи и во практика, бидејќи како недостапен за јавноста, тој не му е дадена можност во таа одлука да се консултира со адвокат, да се консултира со семејството и да преземе одлука која што би била во неговиот најдобар интерес, а може да биде и чиста фарса на пролонгирање на периодот врз кој што може да се влие врз осомничените. Ја морам да признам дека бев изненаден кога чув за иницијатива што поминала на влада периодот на задржување во полиција да се пролонгира до 7 дена, како во држави што имаат навистина огромни проблеми со тероризм. Тоа би значило и ставање на резерва на Европската конвенција по примерот можеби на Англија, но ние, ја верувам, немаме таква сериозна потреба за дополнителни ризици во тој полициски период. Во крајна линија, нашиот устав е еден од ретките што има една голема недоверба, изразена недоверба во полицијата. Тоа е во некоја мера само наследство што продолжува од времето на Ранковиќ. И е малку чудно што овие нови мерки во голема мера
се базираат на некакви поголеми овластувања на полицијата, кои што во нашиот систем нема дури ни нормални овластувања, како што имаат полициите во други држави. Толку нашиот устав и новиот македонски устав, веќе не е ни толку нов, но и претходно нашата правна традиција имаше огромна недоверба од времето на Ранкович навака во полицијата, па не им дозволуваше методи што беа дури нормални за полиција во други држави. А сега од денешка преку ноќ тие стануваат институција на која што им даваме дополнителни алатки, иако не докажале до сега дека навистина ги заслужуваат. Или барем тоа не го заслужиле во правната јавност. Морам да признам дека тука меѓу правната јавност и невладиниот сектор, која што е едногласна дека во однос на тоа како ги вреднува степенот на развој на правната култура и довербата во полицијата и сличните институции со посебни овластувања не е ист во општеството и кај нас во овие правни или слични структури. Општеството често пати повеќе им верува нив отколку на судството, што е посебен проблем и една долга приказна. Толку јас во благодарам професоре. Во делот каде што нели говоревме дали можат и да се коментираат судски постапки кои се уште се во тек. Ако не сме ние, како што велите, само наречените експерти, не им останува веројатно никаква можност ниту на адвокатите, ниту на обвинетите, па на друг начин да се одбранат под превесот на политички судења и така натаму, како што говоревме. Адвокатите се најгласни во делот на наводите токму за злоупотреби кои се прават со заштитениот сведок. Спомнав во делот случаите, значи исклучена јавноста, не им е дадено правото да го сослушаат заштитениот сведок и така натаму. Тоа може да се види низ правната пракса. Рековме дури ни Врховниот суд нема некоја посебна одлука од која ќе можат да црпат пракса и да се заштитат, со исклучок на ова што го нуди праксата на Европскиот суд. Филип Медарски е денеска со нас, адвокат кој ќе зборува токму за она што се случува низ судските постапки. Благодарам, Саше. Најпрво би се заблагодарил на поканата и би ги поздравил сите присутни. Со оглед да имам намера да зборувам за практичните проблеми врзани за примена на овој институт, во голем дел би се надоврзал на она што кажа во ведното излагање токму Саше. Тој на известен начин загатна голем дел од проблемите што во пракса, како практичари, ние се среќаваме секојдневно, така што тука конкретно би разработил некои од неговите окажувања. Како прво, како што спомена тој, во пракса не се даваат конкретни причини зошто на определено лице му се дава статус на заштитен сведок. Доколку се трне во анализа на решенијата со кои што на лицето во конкретна постапка, значи се определува дека треба да биде заштитен, никаде не наоѓаме конкретни причини. Предпоставувам тука, моја предпоставка е дека ниту јавниот обвинител во обраќањето на органот кој што треба да го даде таквиот статус, соодветно дали истражниот суд или кривичниот совет, не дава такви причини, заради тоа самиот орган, судот, значи, во своите решенија не ги дава тие конкретни причини. Во ниту еден случај, значи, нема укажано на тоа во што се состои стравот по животот, здравието, телото, имотот на тоа лице, така што сите тие решенија, доколку на известен начин би биле напаѓани во еден правосуден систем кој што соодветно би функционирал, тие би можеле да бидат оспорувани и соодветно укинувани и овие лица не би имале таков статус во постапките. Понатаму, како што беше претходно кажано, иако законот ја прави дистинкцијата помеѓу заштитен сведок и соработник на правдата, во ниту една конкретна постапка таква дистинкција немаме. Која е важноста на оваа дистинкција, на ова разликување на заштитен сведок од соработник на правдата? Додека мотивот на заштитениот сведок како сведок е на известен начин преку давањето на својот исказ да придонесе да судот соодветно одлучи за вината на определено лице, кај соработникот на правдата мотивот е сосема друг. Тој го дава својот исказ со цел да ја намали или да ја исклучи сопствената кривична одговорност за учество во еден определен кривично правен настан. Со оглед на ова или трнувајќи од ова, значи неговиот исказ не може да има иста доказна вредност како исказот на сведокот и соодветно заштитениот сведок. Во најголем број од постапките, кога ние ќе имаме прилика да ги чуеме исказите на овие лица кои што се третираат како заштитени сведоци, доаѓаме до заклучок дека не се работи за сведоци,
туку за наизвесен начин лица кои што сами земаат учество во дејствијата што значат извршување на кривичното дело. Понатаму, друга аномалија во врска со примена на овој институт е тоа што голем број од пресудите кои што се носат во овие предмети се засновани исклучиво на ова доказно средство. Судијата Цаца спомна дека согласно праксата на Европскиот суд за човекови права ваквото нешто е недозволиво. Ние во нашиот закон за кривична постапка имаме изречна одредба, тоа е членот 399 кој што го забранува ваквиот начин на постапување на домашните судови. Односно да осудителна пресуда се темели исклучиво на ова доказно средство. Во голем дел од постапките наоѓаме на токму ваква ситуација, да пресудата се темели на исказот исклучиво на заштитениот сведок. Конкретно, значи, можам да посочам кривичната постапка во врска со разбойништвото во Прокредит банка, каде што едно лице беше осудено исклучиво врз основа на исказ на заштитен сведок. Идентитетот на лицето беше утврдено исклучиво со ова доказно средство. Од страна на одбраната, значи, беше укажано во жалбена постапка и во постапка пред Врховен суд дека тоа не одговара на законскиот текст, односно на она одредба која што ја посочив. Меѓутоа, ваквите укажувања беа игнорирани. Значи, повисоките судови одбија да завземат став во поглед на ова прашање. Она што исто така многу често се случува во постапките, а кое што сметам дека е спротивно на интенцијата на законодавецот при воведување на овој кривично процесен институт, е тоа што судијата при сослушување на конкретен заштитен сведок не превзема мерки да се увери дека лицето кое што го дава исказот и има статус на заштитен сведок е само во просторијата од која што го дава исказот. Вообичаено, значи, при сослушување на заштитен сведок, ваквото сослушување се одвива преку видеоконференција, каде што бранителите, обвинителот, обвинетите, судијата се наоѓаат во една просторија во судот, додека лицето кое што го дава исказот и има статус на заштитен сведок се наоѓа во друга просторија. Тука судијата, значи, би требало да има обврска да се увери дека тоа лице, како прво да го утврди идентитетот на лицето и како второ да се увери дека лицето е само за времето во кое што го дава исказот. Многу често во пракса се случува да не идеме на ситуација да при давање на исказот од страна на ова лице има одолговлекување при одговарање на поедини прашања на одбраната. При тоа, ваквото одолговлекување е јасно дека не се работи заради техниката, заради примената на техниката, туку се работи заради тоа што лицето очекува да му биде сугериран одговор на прашањето од некој. Значи, ова е не во една постапка, во многу постапки се има случај, дури имало и случај да бранители го напуштат сослушувањето на заштитениот сведок од оваа причина. Со оглед на времето, тука би застанал. Ова се само дел од проблемите со кои што како практичари се среќаваме во овие кривични постапки. И лично мој заклучок, значи, од примената на овој процесен институт до сега е дека ние немаме доволно развиена демократска свест за правилно да го применуваме овој институт во кривичните постапки. Лично сметам дека во досегашните постапки штетите причинети со овој институт далекукратно го надминуваат бенефитот од примената на овој процесен институт. Благодарам. Му благодарам на Филип, благодарам на сите четворица учесници во првиот дел од денешната трибина. Можеме да продолжиме во вториот дел со поставување на прашања, значи слободно публиката ги слушнавте нашите излагачи, доколку имате ваши коментари кои се однесуваат од праксата на темата за која денеска зборувавме, заштитениот сведок. Меѓу вас има адвокати, има студенти по право, има луѓе кои поминале низ судници, независно од вашиот интерес, повелете, мислам дека има за што да дискутираме во овој дел. Дали има во првиот ред, те молам само микрофонот прашање? Само микрофонот. Да, повелете. Се надевам функционира добро. Ги поздравувам учесниците, се заблагодарувам на организаторот, Институтот за отворено општество. Јас сум адвокат Кратовалиев, кој што би се надоврсал, значи, на дискусијата со одредени искуства кои што јас ги имам, а и моите колеги во врска со користењето на институтот за грозениот, заштитениот сведок или соработникот на правдата. Во оваа смисла, прво би започнал само накратко со одредени конкретни законски одредби, значи,
од Законот за кривичната постапка, во кој што институтот загрозен сведок како таков е да речеме процесуиран. Имено одредбата 231 од Законот за кривичната постапка, новиот закон зборувам кој што сега ќе биде во примена, зборува за тоа дека не може да биде донесена одлука од страна на судот, она што и колегата претходно го кажа, која што ќе биде заснована на исказот на загрозениот сведок, кој што во самата постапка бил испрашуван со примена на посебните уреди, значи за пренос на сликата и посебните уреди за пренос на тонот, а при тоа да не биде физички присутен. Значи тоа е еден од условите. Меѓутоа, законот никаде не наведува да речеме дека и самиот обвинителен акт кој што се заснова само на исказот на обвинетиот сведок треба да биде отфрлен. Значи ние доаѓаме во една ситуација каде што таков обвинителен акт се процесуира, се прифаќа од страна на судот, се разработува и потоа се гради една приказка неквалитетна која што води во неквалитетна пресуда. Може би овдека ќе кажат присутните професори, значи дека треба да се примени аналогијата, значи ако тоа е предвидено за пресуда, дека тоа би требало и за обвинителниот акт. Меѓутоа, тоа не е така во праксата. За жал, ние наидуваме на тоа. Она што не е изречно нагласено, значи во словото на законот, не се ни применува. Така да веќе во тој дел загрозениот сведок како институт може да биде елиминиран ако не постојат други доказни средства. Она кое што кај овој институт исто така е интересно, тоа се одредбите од истиот закон 231 став 1 и став 2, со тоа што одредбата од став 1 на овој закон вели дека се испрашува загрозениот сведок со примена на тонски и видео уреди. Тоа што кажа колегата, во тој случај, значи, ние можеме да го слушаме, но не можеме да го гледаме, но тој сепак може да биде во просторијата. Значи, тоа е став 1. Постојат услови, значи, јас сум имал можност да присуствувам, значи, во странство на судењата, каде што горниот дел на заштитениот сведок е покриен, меѓутоа тој е присутен тука и вие имате можност да го елиминирате она што колегата го кажа, кој што кај нас секогаш е присутно, тоа е дали се наоѓа и некое друго лице поред него, кој што му ги сугерира одговорите. И став 2, токму заради тоа и е предвиден во законот, а тој вели дека но заштитениот сведок може да биде и надвор од просторијата. Што значи првиот услов мора да биде задоволен, под исклучителни случаи тој треба да биде надвор. Зошто го зборувам ова? Ова е бидејќи ние гледаме само еден екран и слушаме некој тоа. Немаме представа воопшто во постапките каде се наоѓа лице. Дури ни силуетата не можеме да му ја видиме на екранот. Значи ние не знаеме дали тоа лице е во некоја просторија само, дали има повеќе лица, значи апсолутно немате никакви сознанија. Дури не знаеме ни дали навистина тоа е тоа лице, нели? Еднаквоста на оружјето паѓа во вода со самиот институт на загрозен сведок на начин на кој што овдека кај нас се практикува загрозениот, заштитениот сведок и така натаму. Тоа е една многу трагична состојба затоа што прво, значи како професионалци имаме голем проблем да постапуваме во самиот предмет, бидејќи треба да веруваме на она кое што обвинителството го утврдило, а тоа е дека навистина тој таков сведок постои. Второ, треба, а немаме причина да не веруваме на претседателот на судот, но не гледаме зошто институциите на власта ни дале во раце можност да го штитиме животот на еден човек, значи доживотен затвор, а не ни веруваат во кредибилитетот на тајноста која што со себе ја носиме. Значи тоа е една значи позиција во која што адвокатот е ставен на маргините, значи на правниот систем, значи и воопшто постапувањето и квалитетот на одбраната. Замислите, јас ќе дадам една паралела, имате еден хирург кој што се наоѓа, сте му дале стерилна сала, пациент, сте му одзеле можноста за диагностика, значи нема рентген апарати, нема магнетна резонанца, нема ништо, не му давате инструменти со кои што може да интервенира, а барате хируршки да изведе операција. Значи тоа е фактички оставен адвокатот без можноста, значи да постапува во тој предмет. Тука нормално паѓа начелото на контрадикторност. Кога вие не го гледате, кога вие не можете ниту вие ниту судот да се увери конкретно во ситуацијата на неговите реакции, во тој случај вие немате ни квалитет, значи на исказ. Од друга страна, тоа води во еден поинаков сегмент, значи на пристапување на квалитетот и на самиот заштитен сведок. Зошто велам?
секогаш, особено во кривичното право, при користењето на заштитените сведоци најчесто се користат за тешки кривични дела, значи најтешките, таму кај што се загрозени најголемите добродетели на обвинетиот, животот, неговото физичкиот интегритет и така натаму. Сега што сакам да кажам? Значи во таквите постапки вообичаено е, особено во кривичните нормално, нели, да се утврди квалитетот, кредибилитетот на заштитениот сведок. Значи неговите морални вредности. Тој може да представува лице кое што е од дното, од шламот на криминалот, кој што е осудуван, кој што многу пати веќе значи покажал со тоа дека неговата личност е најмалку еднаква на нула, а треба да му се верува на неговиот исказ. Од друга страна, значи тоа е кога се однесува за личноста на заштитен сведок. А кога се однесува пак конкретно за неговиот исказ, вие не можете да го опонирате исказот. Значи не може од едноставна причина што ниту времето, ниту местото од каде што е прибавен исказот, не можете да го анулирате со тоа што ќе докажете дека тоа лице можеби во тоа време не се наоѓало на тоа место. И дека не ни можело да биде во состојба да сведочи на одреденост. Сето тоа се еден ред на аномалии, значи кои што водат кон тоа да заштитениот сведок како институт е релативна категорија, меѓутоа на начинот на кој што се применува кај нас, тој релативитет многу пати многукратно веќе се зголемува. Да не сакам да зборувам веќе за некои пресуди кои што се донесени, кои што се можеби и правосилни, значи во кои што се заснуваат исклучиво само на пресудата на заштитениот сведок. Благодарам. Благодарам, господине Кратовалиев, за вашата дискусија. Професор Екаледжиев, дали овде можеме да проговориме за кредибилитетот на сведоците? Дали интенцијата на законот беше да се направи некаква можност да се провери нивниот кредибилитет? И еве, како пример да го земеме овој случај кој го спомнав од Велес, каде што повисокиот суд сега бара да се стави на полиграф токму заштитениот сведок за да се утврди неговиот исказ, бидејќи одскокнува од материјалните докази кои биле собрани во текот на овие судења. Една чудна ситуација каде што имаме недоверба практично во тоа дека судот како главен гарант на целата процедура и на она што го спомна и адвокатот треба да гарантира дека сите неповолности за одбраната од аспект на шансата да ја тестира веростојноста на сведокот од повеќе можни аспекти е дадена на судот. Она што ние имаме проблем, па вклучително и кога што го спомнав, предпоставувам дека случајот со Љубе и други ќе ги тестираме, фала Богу, и во Страсбур, и тоа е, предпоставувам, единствената инстанца што државата ќе натера да размисли сериозно за ова, бидејќи нашите трибини не ги фаќаат многу сериозно. И таму мислам дека има случаи од добри шанси, бидејќи се спојуваат неколку да кажам фалинки од постапката кои што судот знае да ги кумулира и да ги тие заедно да донесат до нефер судење. Али она што тој или никој нормален во развиените нормалните европски држави не го сваќа дека судот може да биде вовлечен во некаква ујурма или заговор, и тоа предпоставувам ќе биде пречка и во докажување на овие случаи каде што евентуално би имало сведокот самиот на некој начин провокатор во постапката, бидејќи судот во Страсбур во една низа од случаи кој ги анализира вакви користење на агент провокатор во други држави, тргнува од тоа дека ќе е допуштена мерката тогаш кога судот однапред ја одобрил. Тргнува од тоа дека е нормална ситуација дека судот ги одобрува тогаш кога е тоа разумно, кога е тоа најмала можна штета по правичноста на постапката. И во нашиот, кој ќе го примени тој критериум испрема Македонија, ние нема да успееме да го докажеме затоа што судот ги одобрува овие по принцип све што ќе. Сега имаме сериозен проблем ние во системот, зошто судот е таа најслаба да речам алка која што место најголема брана е путер низ кој што све поминува како со топол нож. Ако гледате дури и целото внимание и парите што ги даваме во судството, некои има дури и проблем со тоа, викам, де си истуривте пари во судството, нема ефекти, значи ги фрламе у празно, дури странци веќе не сака да даваат, затоа што давај судство, а нема ефекти. Дури чудно ако ги гледате статистиките, јас тоа некоја го спомнав и на овој судскиот совет за реформи кој што се состана прв пат после година и пол, две.
да разгледува странски извештај, дека ние не може анализи да направиме сами, кога чекаме извештајот на Европска унија и после го разговараме да ги најдеме проблемите во домашното суство. Така што тоа е сериозен проблем. Дури велам статистички, ако ги гледате извештаите, ако тие се смешни, што не се поклопуваат, бројките во извештаите на Државниот завод, полицијата, обвинителството и судството се различни. Тоа не знам како е воопшто можно. Но едно е сигурно. Најслаба карика во целото тоа е судството. Дури обвинителството, какво и да го кажуваме ние пасивно, неактивно, оно 30% од случаите на полицијата што доаѓаат кој пријави ги отфрла. А судството ги ослободува или се јавува, да речеме, во сите како контрола, кога се јавува, кога одобрува посебни мерки, кога одобрува притвори, претреси, приговор против обвинителниот акт, барање за истраги претходно или на крај со осуди ослободителни, се под 5%. Да. Не знам точно сега да не. Но еден минимален број, па уште и компензира со благи казни, демека и тоа е општо прифатено. Нема доволно докази, ама ќе го осудиме со условна или ќе му изречеме казна која што ќе му го покрие притворот и онака одлежал уште во притвор 2-3 години. И тоа станува нормално со кој што ние живееме, дека така си е, дека со тоа. Така што Добро, еве да го оставиме едно од прашањата, значи за кредибилитетот на сведоците за кои говорев, иако веднаш професоре, во половина од случаите кои сега се актуелни, значи ова што јас го пишував барем во изминатиот период, имате лице кое во моментов е обвинето. Во една постапка е заштитен сведок во другата. Таков ќе биде и утрешниот случај. Лицето кое утре треба да се појави, односно во текот на оваа постапка, во моментов против него се води исто така за организиран криминал. Професорот Врчковски само, па судиката Цаца, и доколку имате прашања, само кривајте рака за да... Кратко околу моралниот кредибилитет, внимавајте, може да ве одбијат мазно и да го искористат тоа како поен, ако го напаѓате моралниот кредибилитет на сведокот ан женерал, дали е тој добар или лош, или дали претходно е криминалец. Заштитени сведоци има платени убици и криминалци. Не тоа е проблем. Проблем е што ви оневозможуваат контрадикторност. Да го доведете во прашање конкретниот сведок во конкретниот случај дека лаже во серија или е врзан од конфликтни интереси. Значи, он може да биде најцрн ѓавол, но во конкретниот случај да има важни податоци за некој убиство и да е коректен заштитен сведок. Тоа не го напаѓате неговиот морален бекграунд, туку конкретната поврзаност. Дали лаже во серија, во такви случаи претходно, значи лажов во серија поради интерес, или конфликтни интереси бара ослободителна пресуда, олеснување на пресудот. Во таа смисла, они ви ја напаѓаат, оневозможувајќи ја контрадикторноста е главен удар што ви го прават. Благодарам, судијата Цаца Поглед. Благодарам. Беше спомнат професионализмот и неможноста да се примени институтот на еднаквост на орудието во одбраната. Мислам дека тука не можеме многу за тоа да зборуваме ако тој заштитен сведок или загрозен сведок како процесуални постапки се превземаат така како што треба. Не е проблем тоа што сведокот не ви е присутен тука. Вие имате судења, Америка ја спомнавте, имате судења која што оди преку видеобимор. Има. Адвокатот е на една страна, во една држава, обвинетиот е во друга држава, обвинителот е во друга држава, судиите се некогаш во трета држава и оди судењето. Техниката тоа го дозволува. Меѓутоа, прашањето е на искористување на сите можности да поставите соодветни прашања, да добиете соодветен одговор и врз основа на тоа судот да ви го даде образложението на потребата од заштитен сведок, кај што има многу елементи кои што треба да се обработуваат. Да ви го прво да ви ја даде причината за тој јавен интерес, за да се примени тој институт. Оти факт е дека заштитениот сведок не е нешто што е секојдневно во доказната постапка. Тоа е нешто екстремно.
И јас, во исто време и од пресудите во Страсбург, тоа не може да биде како проблем. Меѓутоа, непристрасноста, па ако сакате и независноста на судството е проблем. Заради одредени состојби или, ако сакате, и заради одредена можност да поминуваат пресудите така без да се даде одговор. Еден од основите во Страсбург за односно за утврдување на повреда на членот 6 кај фер судењето е меѓу другото и непостоењето на добро образложена правна пресуда. Вие истите аргументи кои што сакате да ги примените или употребите во Страсбург, можете да го сторите тука. Веќе е крајно време македонските судски инстанци да почнат директно да применуваат Конвенцијата за човекови права. Они имаат обврска. Ја не знам, Гордан може повеќе знае колку се тркалезни маси или колку се едукативни процеси се направени во академијата. Ништо не е добиено од тоа во смисла на директна примена на Европската конвенција. А за директно да се примени Европската конвенција треба да се знае праксата на Европскиот суд. Меѓутоа тоа не е само за судиите. Тоа истото значи потреба, познавање, професионализам и кај адвокатите, значи одбраната, и кај обвинителството. А вие сте во ситуација тоа да го напаѓате. Многу повеќе отколку било кој друг. Значи, она што може да биде моја препорака до сите адвокати е да барате судот да ја примени конвенцијата. Многу инструменти во нашиот или институти во нашиот закони да кажам се присутни. Меѓутоа истите треба да бидат добро употребени. Не се секогаш добро употребени. Има една пресуда каде што е директна извршена примена на Европската конвенција од страна на првостепениот суд и сега чекаме исход во второстепената постапка да видиме дали второстепениот суд ќе го прифати тоа. Ова што беше спомнато дека Врховниот суд на некој начин не ги почитува овие одредени институти или ако сакате стандарди, дури тогаш можете да одите пред Страсбург. Меѓутоа, искористете ја можноста на национално ниво. Знам јас дека е тешко, меѓутоа, натерајте ги да треба да ви одговорат на тие прашања. Зошто ако не одговорат на тие прашања, тогаш веќе самите себе се доведуваат во една нелагодна ситуација. Јас вчера слушав на вести дека сега судскиот совет ќе има можност да постави барање до правобранителот за да он покрене постапка за надомесна штета во должина на постапка. Мислам, таму има толку елементи кои што треба да се утврдуваат, да ја чисто се сомневам дека една правилна одлука ќе може да се донесе. Не е само судијата тој кој што е виновен за одолговлечување на постапката или информирање на јавноста дека заради тоа што е воведен правен лек пред Врховниот суд за должина на постапката, нема веќе такви предмети во Страсбург. Жалосно е да се зборува за должина на постапката. Гордан спомна, толку пари се дадени, а ние уште немаме функционирање на основните модернизаторски, да речам, подобности кои што ги има цел свет, а ги има и Македонија. Компјутерите во Врховен суд, ја не знам дали воопшто се користат за... да. Беа 96-та да, мрежа. Мислам... Да, ви благодарам судија Цаца. Адвокат Медарски бараше збор во овој дел токму постапувањето пред домашните судови. На кратко, да, само би се надоврзал на она што го зборуваше судијата Цаца, би изнел дека од мое лично искуство во голем број на постапки, значи имам употребувано делови од пресуди, си имам повикувано на стандардите од Страсбург, особено во постапката пред повисоките судови, пред апелациониот суд, Врховниот суд.
Можам да кажам дека скоро во ниеден случај немам добиено соодветен одговор на мојата аргументација во соодветно жалбена постапка или постапка по вонреден правен лек. Значи, овие наводи по правило се игнорираат од страна на повисоките судови. Ке ти одговори повисокиот суд на другите наводи, ке ти каже, значи ова не ти држи ради тоа или ова ти држи ради тоа, меѓутоа во овој дел целосно ги игнорира ваквите наводи. Меѓутоа, ја секогаш велам, значи ова не би требало да не обесхрабри да одиме кон тоа секогаш да ги употребуваме овие пресуди од Страсбург и тие стандарди да ги цитираме, како пред првостепените, така пред повисоките судови. Мислам дека е прашање на време кога овие стандарди на вистина ќе заживеат и судовите соодветно ќе ги применуваат при донесување на одлуките. Тој пример кој го спомнав е Кратовалиев бара збор, може ли микрофонот само во првиот дел? Еве, вие се жалевте, ако не се лажам, токму на делот каде што беше исклучена јавноста за заштитениот сведок. Добивте ли одговор на вашите наводи, па одговорете на што сакавте да го коментирате? Повелете. Па добро, да, во тој случај не добивме никаков одговор. Значи, без образложение беше исклучена јавноста, иако сите услови кои што беа поставени, значи, за сослушување на заштитениот сведок, не можеше, ни ние не можевме, и мислам дека ни обвинителството не можеше да знае во тој момент дали тој е тој кој што одговара со оној кој што го виделе, значи до таа мера. Меѓутоа, на тоа сме навикнати. Јас би сакал само да му заблагодарам професорот Фрчковски, значи на мислењето, на советот и тоа. Меѓутоа би се надоврзал, значи нас во која мера ни е битен моралниот квалитет. Моралниот квалитет кога би го знаеле, значи на заштитениот сведок и милето од каде што тој се извинувам, не заштитениот, воопшто на сведокот. На сведокот не води во водите каде што можеме да ги утврдуваме, значи сега неговите други елементи, значи соработниците и така натаму, кои што го дискредитираат во таа смисла. Меѓутоа, она кое што професорот Николовска рече, значи не се однесуваше за Америка, се однесуваше за Италија, значи на тоа кај што сум присуствувал и начинот на кој што тоа е, и она на кој што ние приговараме, не се однесува на користењето на видео врската, значи ниту пак на промената, мутацијата на гласот и така натаму. Се однесува на тоа што не се користат средствата на начин на кој што би требало да бидат искористени. Значи ние немаме никаква представа дали тоа лице е таму. Видео врската не е спорна, значи и во Америка да е загрозениот сведок ние не би имале проблем кога тоа би било на начин на кој што треба да биде изведено. Секогаш приговараме на ова и секогаш од страна на судот ни е одговорено дека такви се техничките можности, не чинел екранот, не чинело тоа и ние завршуваме на сказна. Значи точно дека треба да се држиме до словото на законот во праксата. Меѓутоа тоа не се реализира. Тоа е главниот проблем. Тоа е едната работа, а другата е Јас извинувам, само да ви укажам на ова, не се слуша. Има пресуда во Страсбург каде што е кажано дека неакустичноста или проблемот со акустиката представува елемент на повреда на фер судење. Нема друга можност, мислам, како да ви кажам. Ние вака можеме да зборуваме до 101 и назад. Едноставно треба да се користат различити инструменти. Се обидувам тоа да кажам, значи ние перманентно приговараме и ставаме на записник и се жалиме на тоа и ретко кој од моите колеги, како што истакнавте, не се повикува значи на конвенцијата на човековите права. Не верувам дека има тако. Значи и на самиот записник, во самиот момент го ставаме тоа, како што рече и колегата, тоа го ставаме потоа и во жалбата која што оди и никаде и никогаш не добиваме одговор на тоа. Значи не верувам да е неповредивост, значи на контрадикторноста, начелото на вистината, начелото на еднаквост на оружје. Перманентно, значи го поставуваме. Оној момент кога се крши, ние веќе реагираме на записник. За жал, вие велите да бидеме истрени. Да бидеме истрени, ние сме истрени, не се откажуваме. И колегата го кажува, меѓутоа фидбекот од другата страна никаде не постои. Тоа е за жал тоа кое што е благодарам. Му благодарам на адвокатот Кратовалиев. На самиот почеток споменав дека беа поканети судиите од Врховниот суд како највисок суд, секако и судиите кои го применуваат овој дел од законот, посебно судиите од единица во Скопје, каде што во најголем дел се судат овие предмети. Мислам дека во овој момент влезе судиката Ирина Петровска и еден поздрав до нејзе. Тоа е веројатно првиот судија кој се одважи денеска да дојде и тоа е можеби еден символичен почеток дека тоа што го зборувавме досега,
доколку ги разменуваме мислењата, можеби полесно ќе се разбереме надвор од судница, ако веќе досега не можевме во судница. Повелете дали имаме други прашања за нашите гости? Адвокатот Димче, повелете, микрофон. Димитар Савовски, адвокат. Ајде да не стане. Да не биде ова адвокатска веќе пладне, да си кукаме на својот гроб сите, нели? Меѓутоа, морам да се сложам со професорот Фршковски, дека во редица случаи криминалци се заштитените сведоци. Не можете вие да го донесете на суд честен човек кој знае со што се занимаваат криминалците. Што му е ветено, како му е ветено, тоа е друго прашање. Меѓутоа, има друг проблем. Статусот на заштитениот сведок е како на секој друг сведок, само со тоа што ние не го гледаме. Што би рекол колега Ракочевиќ, па судија, ту видим шаховску таблу на телевизор, не видим ништо друго. Проблемот е, нели, како и секој сведок не мора да одговара на прашања со кои може со одговорите да се изложи себе си или член на фамилија на тежок срам или да биде потоа гонет за кривично дело. Проблемот кај заштитените сведоци е што судијата има дискреционо право да ви дозволи прашање или не, доколку судот смета дека доколку сведокот одговори на тоа прашање, вие може да дознаете дали е тој или не. Таква одредба у законот не постои. Во 3 постапки во кои сум бранел, сум учествувал, барем 30 прашања ми се одбиени по овој основ. Ако одговори, не се дозволува прашањето зашто, па може да си го открие идентитетот. И во тој момент нас не е одземено правото да го дискредитираме или не. Дали зборува вистина. И ако е така, дајте ни ги однапред прашањата кои може да му ги поставиме, тоа ќе прашаме, па ако одговори, одговори, ако не одговори, не одговори. Инаку, едва чекаме сите да почне главниот претрес, да истераме некако колку може таа истражна постапка, затоа што нема никаков ефект, верувајте ме, во истражната постапка, едва чекаат сите да заврши, па да се надеваме на онаа контрадикторност на главен претрес. Инаку судија, ако мислевте на онаа одлука у Фаланга, одлучено е веќе по примената на Европската конвенција. Не знам, пошто рековте се чека. Второстепена потврдена, нити се обврнува апелациониот суд на... Па верувајте ме. Не, ја верувам, меѓутоа ако е потврдено, добро е. Затоа што фактички во првостепената одлука е најдена повреда. Зборам за Фаланга. Нешто не сме се разбрали. Па затоа дали збориме за исти предмет, затоа. Не, овдека не се ни обврна на тоа прашање, да ви кажам право. Во една е примената конвенцијата, ама не е тоа, не е добро, лошо е. Во целата оваа постапка еве и до адвокатите прашање и до вас од професорите, можеби знаете, има ли поднесено некакво барање за заштита на законитост каде што обвинителот ќе го тестирате да застане во заштита на правата на обвинетите? Дали некој од овие предмети евентуално имате некои информации дека се по БЗЗ или пред Врховен суд? Одред се одбиваат, не се прифаќа БЗЗ. И судија, да ви кажем една работа. Убаво е ние да се повикуваме и ќе се повикуваме, а за тоа време ќе ни седи притвореникот у притвор и ќе го чекаме Страсбур. Нели? Не е поентата во тоа. Поентата, па значи пак е товарот кај судиите, вие викате не се судиите криви. Сега рековте и вие адвокатите мора. Тачно, ја тврдам дека и вие адвокатите мора, зашто мора сами да си направите нешто кое што ќе ги натерате судиите да ви одговорат. Па еве ви кажувам сега, апелациониот суд не одговори. Па добро сега. На погрешна примена на конвенција. Ама одите... Имаше жалбен навод дека е погрешно примената Европска конвенција, која се усуди првостепениот суд да ја примени. Жалбен навод беше дека е погрешно примената, барем да ни одговориш. Еве ги теравме да ни одговорат, не ни одговори. Значи товарот на правично судење е само кај судиите, кај никој друг. Да не го дозволат истиот пристап, истите оружја што ги викате.
А како ние да ги натераме? Не постои средство. Верувајте ми. Сме го дискутирале ова и во други прилики. Стручната јавност е таа. Затоа што ние, ако како адвокати, ќе се појавиме, така, и стално ќе ни викате. Или не вие, некој ќе вика. Го изгуби предметот, му го судија, сега се жали на судијата. Не е така. Ја барам стручната јавност да е малце повклучена во сите тие предмети, да се врши поголем притисок на судиите за правично судење. Пред два месеца разговарав со професор Камбовски, академик. Знаете што ми кажа за еден предмет? Многу потпаѓаат судиите под јавното мнение. Многу се збори на телевизија тоа. А да ги оставиме да мислат поубаво. Не, баш за тоа, па дека јавноста, јавните медиумите вршат јак притисок на судиите, па морале така да одлучат за одредени појави. Дали ме разбирате? Потпаѓаат под јавното мислење, под медиумите. Па и се и ние ли да излагаме едно-две на телевизија и пресконференции да држиме? Што мене не ми е манир, нели? И не се слагам барем до завршување на постапката да не се дискутира за предметот. И сега ќе грешиш, не е обвинет заштитениот сведок, така да не за... Благодарам, господине Савовски. Јас се надевам дека во Страсбург наскоро ќе отиде некој од овие предмети. Познато ви е дека основ за разрешување на судијата е сега ако нели некоја од одлуките буквално падне во Страсбург, па може би тоа ќе биде начинот да се, ајде да речеме, натераат судиите да размислуваат ако некој таков предмет во овие постапки помине, но додека и Страсбург одлучи, не верувам дека нема да поминат уште неколку години. Па се уште нема ни една пресуда. Ќе чекаме кога ќе дојде. Дали имаме други прашања, коментари? Доколку нема, при крај сме и со времето, еве речиси 2 часа дискутиравме. Јас им благодарам на моите денешни соговорници, панелисти кои беа на денешната трибина. Ви благодарам вас за интересот. Се надевам дека одовде некој ќе слушне и ќе изготвиме некакви неформални заклучоци кои ќе говорат за позицијата на заштитениот сведок во македонското општество. Беа нафрлени повеќе прашања кои сериозно треба да се размислуваат и мене ми е драго што еве невладиниот сектор ги отвори овие прашања кои веројатно требаше одамна да ги дискутира општата седница на Врховниот суд, кој што гради начални правни мислења и ставови, и ќе немавме такви разногласија или такви дилеми доколку судот разграничеше што и во која фаза може да се добие како статус на загрозен или заштитен сведок. Уште еднаш благодарам на сите за денешното присуство и се гледаме во некоја следна прилика.